Под лабоки импресии со силни емоции, тетовчани ја проследија градската свеченост 78 години слободно Тетово, во предвечерието на денот на ослободувањето на градот. Сеќавање на предците и прослава на слободен град, низ игра и песни на тетовските уметници. Сакам да ги видам јас. Свести се не спити, не знаеш кој си. Слободата, пламането, вам ги остави. На вчерашната свеченост прв пат по подолго време организаторите, Сојузот на борци од народно-ослободителната борба и граѓаните продолжувачи доделија признанија на граѓани здруженија за нивниот придонес за градот. Признанија добија 4 граѓани за животно дело, а доделени беа уште 6 одличија за особен придонес во одредена област. Највисоко постхумно градско признание за животно дело во областа на општествениот развој Томислав Стојановски Бомбај. Највисоко постхумно градско признание за животно дело во областа на стопанството Стојан Ѓорчевски. Највисоко градско признание за животно дело во областа на архитектурата Владимир Николовски. Највисоко градско признание за животно дело во областа на уметноста Александар Настески. Градско признание за хуман гест на годината Мартин Милетиќ. Градско признание за долгогодишно крводарителство Рази Салоски. Градско признание за придонес во негувањето на трајни вредности Вешта жена. Градско признание за особен придонес во музиката Conquering Lion. Градско признание за особен придонес во борбата против COVID-19 доктор Бобан Вучевски. Градско признание за особен придонес во спортот Женски фудбалски клуб Љуботан. Изјавата ја снимаме веднаш по завршувањето на настанот. Јас сум под импресии. Ќе ми треба неколку денови да легнат овие силни емоции. Имавме незаборавен ден. Ваква вечер мислам дека се надминавме сите претходни манифестации за денот на ослободувањето, по обновувањето на ова чествување. Многу сум горд на Тетово, на граѓаните. Центарот за култура има голема сала, големо гледалиште. Беше претесно да ги прими сите што сакаа да бидат дел од ова. Им благодарам што има разбирање и учтиво помладите отстапија место на повозрасните. Имавме преполни скали и стоење. Програмата, колку и да бев инволвиран во подготвувањето, мислам дека маестрално беше одиграна. Сум презадоволен и се надевам дека следната година ќе успееме барем да бидеме исто толку добри како годинава. На крајот го честитам денот на ослободувањето на сите тетовчани, да се радуваме на нашиот град, да бидеме горди на него и да се бориме за негово подобро утре, без разлика на сивилото кое што е наше денес. Борбата никогаш никој не ни ветил дека е одамна завршена, таа секогаш трае. Се соочуваме со големи предизвици, надвиснале нов тип на предизвици на нашата генерација, кои што не ги имале нашите дедовци, но еве да оставиме ние на нашите внуци еден свет растеретен барем од овие денешни предизвици кои што ги чувствуваме, а тоа значи служба за јавното добро,
кој треба да превладува во општеството, да изразуваме почит кон оние кои што заслужуваат и да гледаме позитивни примери како би растела целокупно нашата заедница.